На едно семејство со 4 члена му биле потребни близу 1100 евра за да го помине декември, покажуваат пресметките на ССМ. Според кои минималната кошничка за еден месец се зголемила за 319 денари. Најголем скок на трошоците има кај храната и пијалоците, каде просечно по домаќинство за овој месец се трошеле по 23.648 денари, а голем дел од финансиите одели и за сметки и образование. Од Сојузот велат дека се разочарани, што надлежните се уште не размислуваат за зголемување на минималната плата во моменти кога платите во регионот растат, особено што од соседните земји Албанија е последната која одлучи да ја зголеми минималната плата на 510 евра од почетокот на следната година. Минималната плата и просечната плата се најниски во Македонија од целиот регион, па да не зборувам и за пошироко во Европа, тогаш мислам дека некој сериозно сака да ги држи македонските работници во сиромаштија, веројатно за да може да ги контролира. Кошничките не ги хранат работниците, ниту граѓаните на Македонија, туку платите. И платите треба да се пресметуваат и да се зголемуваат наместо да си пресметуваат кошнички. Но тоа што загрижува уште повеќе што на наредната седница која е за понеделник закажана на економско-социјалниот совет не се предвидува разговор ниту за раст на платите, ниту пак за некакви пресметки. Покрај синдикатите и од владата од почетокот на идната година најавија дека ќе прават пресметка за просечна потрошувачка кошничка, која ќе биде за најмалку 4 члено семејство. На оваа тема ќе се разговара на економско-социјалниот совет кој е закажан на 22 декември. Потрошувачката кошничка во временска разлика од една година за месец декември се зголемила за речиси 3000 денари. Па така лани овој период синдикалната кошничка во земјава изнесувала 62.861 денар.